задоволство што одвоивте од вашето време и дојдовте да не поддржите овде во оваа наша активност, поточно промоција на проектот преку Архус и Мастрихт до еколошка транспарентна информација со акроним Памети. Овој проект е во партнерство со Балканска водна мрежа, а произлегува од проектот градење на капацитетите на невладините здруженија во областа на животната средина во донесувањето на процесите во Република Македонија. Оно што е многу битно и што би сакала во моментов да го напоменам е дека нашите две здруженија во рок од 6 месеци ќе спроведат низ активности, меѓу кои даваме акцент на обуки за Архуската конвенција, која што има 3 столба. За тие 3 столба ќе се говори на обуките кои што ќе ги држат соодветни обучувачи експерти во нивната област. Ќе се реализираат во 3 општини: општината Кисела вода, општината Шутово Оризари и општината Аеродром. И целна група ќе ни биде да ги едуцираме и да им ги прошириме знаењата на вработените во општините, посебно во секторот за животна средина, граѓанските организации кои што делуваат во тие општини пошироко и Советот на станари кои што се грижат за животната средина во таргетираните општини. Оно што би сакала да го издвојам како главен и битен момент е дека Архуската конвенција е една од главните светски алатки за право на животна средина, која што е ратификувана од страна на Собранието на Република Македонија на 1.7.1999 година и е целосно транспонирана во Законот за животна средина. На наше задоволство, основан Архус центар во Република Македонија во градот Скопје од Организацијата за одржлив развој Мило Контакт. Ви благодарам. Колешката ви кажа малку повеќе за проектот. Јас нема да се задржувам на тоа, што мислам дека вас како новинари многу интересира е зошто баш Архус и како се одлучивме да го имплементираме овој проект, односно зошто е важен Архус. Верувам дека буквално сите последниве неколку недели сте свртени кон она информација дека Управниот суд донесе одлука за реактивирање на рудникот Иловица и тоа во време на вонредна состојба без објавување јавно објавување на информацијата. Тоа доволно говори дека Архуската конвенција, односно нејзината имплементација, баш не се спроведува кај нас. Ние одлучивме преку овој проект да ги едуцираме малку повеќе граѓанските организации, представниците на заедниците на станари, па и службениците во таргетираните општини, што треба да направат за да не се едноставно да не се изгубат во лавиринтите никаде овие информации кои што како се важни како за граѓанството, но така и за државата. Значи целта ни е да ја подигнеме свесноста, да ги едуцираме оние на кои што им е потребна оваа информација, односно да им објасниме на граѓаните кои се нивните права, затоа што ако знаат кои се нивните права, ќе знаат како да ги бараат, ако не знаат, нема да знаат како да ги бараат. Оно што за нас како партнерски организации е многу важно е да успееме да подигнеме свеста и да ги мобилизираме граѓаните од овие 3 општини да обрнат повеќе внимание на 3 столба од Архуската конвенција, затоа што еколошките катастрофи не се само актуелни и за нив не се говори само на глобално ниво, туку веќе почнува да се говори се повеќе на локално ниво и сметам дека преку овој проект ќе успееме да ги мобилизираме оние кои ни се целна група и да ја подигнеме свесноста, односно да ги мотивираме да си ги бараат своите права во однос на овие прашања.